Забавната редакција на еден ТВ не би била од забавен карактер ако не подготвува интересни содржини за вас. Се додека сме во Охрид ги посетуваме плажите и забавите, како во ноќен, така и во денски вајб. При тоа ве прашуваме, а вие ни одговарате. Дали сме назад во времето или напред во иднината? Спремни ли сме да му парираме на светот и Европа во поглед на слободумноста? Европскиот менталитет е навистина отворен по тоа прашање, но што се случува со нас? Дали македонките се подготвени да се ослободат од стегите на своите мисли и да ги срушат стереотипите одврзувајќи го градникот на плажите во Охрид? Во поглед на гардеробата не заостануваме многу од светските трендови, но дали сепак постои една доза на конзервативност во поглед на овие прашања на нашиве простори? Бикините се миниатурни, а костимите за капање креативни. Машките глави се вртат, погледите шараат низ столпата, а ние уште ве прашуваме: што е тоа кое прво го приметувате кај убава девојка на плажа? Мажите и тоа како имаа што да кажат на темава, а дали Македонија останува да важи за една либерална земја или земја полна предрасуди, погледнете и самите во продолжение. Што приметуваш прво кај женско на плажа? Не, очите. Очите? А ако носи на очари? Нозите. Носете? Само носете? Само тоа. Очи. А ако носи на очари? Онда друго. Телото. А кој дел од телото? Цел. Нешто повеќе? Нозе? Добро ти. А он? Задник. Задник? Лице. Е, па сега лице или тело? Не, и тело и лице. Па ти значи се сакаш комплет? Не, комплет. Па добро тело, карактер, Како сега, карактер или добро тело? па добро тело, Што приметуваш прво на телото? па добар задник, Повеќе задник? да, Мислам највеќе задник? да и тоа, најмногу. Тело или лице? Лице. Лице? Повеќе од тело? Повеќе да. Телото. Кој дел од тело? Задникот. Задникот? Само задникот? Да. Што мислите, зашто македонките не се сунчаат топлес на плажа? Премногу предрасуди, може би. Да, добро, кажи ми, дали ти може да би се сончала топлес? Па не знам, стварно не знам. На некое друго место може би размислила тука. Значи на Охридскиве плажи не би, ама некаде може во странство да. Па ќе размислам, стварно не знам. Па не знам, не е прифатено од околината, за жал. Во Охрид не, ни случајно. Зашо не? Па не знам, заради околината. Значи повеќе би се сончала топлес во странство него ли тука? Па да, менталитетот во странство и тука реално не е исто, да. Па највеќе ради стереотипите и предрасудите од народот што ќе каже, што ќе искоментира и од муабетите после тоа. Тука не, баш ради тоа истата причина. Значи поради предрасуди и стереотипи. Значи повеќе би се сончала во странство наместо во Охрид. Не знам валја зашто се срамат. Не во Охрид. Мислам не никаде, ниту. Зашо не? Затоа што не ќам. А во странство? Не. Освен ако не сум на таква плажа. Пошто ме срам, не знам. Дали ти би се сончала можда топлес? Не, тука не. Зашо не? Па затоа што тука сите ме знаат. Не би се сончала. Значи сепак срам нешто, таа е причината.